Добар ден и добродојавте во уште едно видео на Формула 1 македонски, овој пат краток осврт за квалификациите на големата награда на Франција, која ќе се вози утре со почеток од 15 часот и 10 минути по македонско време. Продолжува апсолутната доминација на Мерцедес оваа сезона во квалификациите. Нова пол позиција за Луис Хамилтон, нов 1-2 резултат, односно заклучување на првиот ред на AMG Мерцедес, 63-ти ваков успех во нивната историја, со тоа што дефинитивно избиваат на прво место пред Вилијамс и Ферари, кои имаат по 62 вакви успеси. Максимум од болидот денеска извади и Чарлс Леклер, кој заврши на трето место, меѓутоа со 70 зад Мерцедес, односно зад времето на Луис Хамилтон. Иронично, истата разлика беше и лани, скоро иста, нели, во неколку десетинки разлика. Така што гледаме дека работите многу за 12 месеци не се промениле. Четврто место Макс Верстапен со Red Bull Honda. Red Bull Honda на оваа трка носи надграба на моторната единица, така што мислам дека ова е стварно добар резултат. Меѓутоа, една секунда за времето на Луис Хамилтон е прилично многу и се гледаше дека Red Bullот навистина заостанува во оние брзи делови од патеката. Одличен резултат, би рекол, изненадување на денот, пријатно изненадување на денот. Ландо Норис пето место со Мекларен. Инаку битно е да се запомене дека сите од пето место нагоре го срушија ланскиот рекорд на патеката, така што времињата оваа година апсолутно падна. Зголемување на брзината по круг од скоро 2 секунди, што е феноменално дури за стандардите во Формула 1, така што изненадување на денот. Ландо Норис ке повторам пето место со Мекларен и Карл Сайнц го заклучува тој трет, односно четврт ред. Добро е да го видиме Мекларен повторно назад во игра. Еден компетитивен Мекларен навистина му фали на ова првенство. Така што се надевам дека со оглед на тоа од каде Мекларен доаѓа изминатите неколку сезони по слабите резултати со Honda и особено лани првата година со Рено, мислам дека тимот се движи во добар правец. Себастијан Фетел, разочарување на денот, обратна слика имаме овде. Седмо место, при првиот обид не успеа да постави време, бидејќи најдена проблем на менувачот, односно при менување на менувачот во степен подолу дојде до некое прескокнување на брзина, така што Себастијан Фетел се пожали, влезе во бокс и потоа од неговиот прв и единствен обид успеа да извади само седмо време. Меѓутоа ќе биде интересно да видиме како тој утре ќе се пробива напред. Даниел Рикјардо со Рено, мало разочарување, мислам дека од Рено последно добар резултат во Канада очекува да бидат повторно во игра за 5-6 место, меѓутоа и 7 место не е, односно 8 се извинувам, не е така лошо. Ќе видиме како Реното утре ќе се покаже во однос на темпо во трка. 9 место Пиер Гасли со Red Bull Honda. Пиер Гасли навистина се гледа разлика во квалитетот помеѓу него и Макс Верстапен и мислам дека ако продолжи со овие перформанси може да го изгуби местото во тимот за следната сезона. Антонио Джиовенаци ја заокружува првата десетка со Алфа Ромео. Интересно беше тоа што сите возачи се пожалија на така наречените чоколадни гуми, односно онаа најмека компонента која буквално се растопуваше на овој жежок асфалт, повеќе од 50 степени температура на асфалтот за време на квалификациите. Самата гума толку брзо деградира што не ни издржа до сектор 3, губи драстичен перформанс во сектор 3, така што можевте да видите дека во втората квалификацијска сесија тимовите кои излегува со средната компонента имаа подобар перформанс токму во сектор 2 и сектор 3, бидејќи меката гума, иако односно средната гума, иако и треба повеќе време да се загрее, меѓутоа таа понатаму е поиздржлива, така што го задржува тој перформанс и некако избива понапред. Сметам дека утре сите ќе бегаат како ѓавол од меките гуми, дури и оние болиди кои стартуваат од 10-то место поназад ќе стартуваат најпрвин со средна, а потоа со тврда компонента. Верувам дека тоа ќе биде кај 90% од возачите, можеби некој ќе се обиде со контрастратегија, меѓутоа не верувам што може со тоа да постигне, бидејќи температурата е навистина висока, а самите возачи потврдија и дека деградацијата на меката гума е навистина рапидна. Така што не очекува утре интересна трка пред се во борбата од 4-то до 8-то место. Мислам дека Мерцедес е недопрлив. Утре доколку се случи единствено нешто неочекувано, темпото кој го покажа на петочите тренинзи и утрово во трка окажува дека навистина се напред 2 од 3 десетинки пред сите останати најпрвин пред Ферари и Red Bull. Така што доколку нема некој посебен инцидент или некоја непредвидлива ситуација, мислам дека утре може фановите на Мерцедес мирно да спијат вечерва за предутрешната трка. Меѓутоа, fingers crossed, како што би рекли американците, се може да се случи, ова е Формула 1, така што ве очекувам и ве поканувам сите утре заедно да ја проследиме големата награда на Франција со почеток од 15 часот и 10 минути, а потоа да го искоментираме резултатот. Уште еднаш ви благодарам што ме следите.
Доколку ви се допаѓаат содржините на формула на македонски, ве молам за лайк, шер, субскрайб. Ставете во коментар кој е вашиот пулен за утрешната трка. Може ли некој да го сопре Мерцедес во оваа апсолутна доминација? Дали Себастијан Фетел ќе успее да избори позиција на пиедесталот стартувајќи седми? Може ли Мекларен со двата болида да направи одличен резултат? Како ќе одговори Даниел Рикјардо на тој предизвик? Останува да откриеме утре, уште еднаш почеток на трката 15 часот 10 минути по македонско време. Поздрав!